Почитувани, оваа година е исклучително интересна на политички план за развојот на Европа и Европската Унија. Тука е Брекзит процесот за кој што не се смеуваат да прогнозираат ниту недобрите познавачи на европските прилики. А тука се и европските избори, кои што ќе го одредат новиот состав на Европскиот парламент. Како овие процеси ќе влијаат врз европските политики, но и европската економија? Останете со нас. Во оваа емисија ќе гледате какви се проекциите за престојните европски избори и новиот распоред на силите во Европскиот парламент. Колку европската економија зависи од промените што ќе се случуваат на европската политичка сцена, како ќе влијае кампањата врз економските процеси. Интервју со Томас Клейн Броков, подпредседател и директор на Берлинската канцеларија на Маршал фонд. Разговараме за напливот на национализмот и ренесансата што му е потребна на европскиот либерализам, ама и за позицијата на Германија како земја стожер на ЕУ. Останете со нас. Европските избори закажани за крајот на мај третирани како најзначајни досега, може да донесат и поинаков Европски парламент според распоредот на силите. Според последните проекции направени врз основа на испитувањата на јавното мислење, спроведени во земјите членки, двете најголеми партии, Европската народна партија и социјалистите и демократите ја губат поддршката, иако остануваат со најголем број пратеници. Односно, Европската народна партија ќе остане покуса за 36 места и ќе има 181 парламентарец, додека социјалистите и демократите ќе изгубат 51 место и ќе бидат представени со 135 пратеници. Тоа значи дека може да го изгубат мнозинството, кое го држат веќе 40 години откако е формиран парламентот. Од останатите, европските конзервативци и реформисти ја губат поддршката, додека пак другите партии ги задржуваат своите стандардни поддржувачи. Овие проекции ги прави Агенција на барање на парламентот и врз основа на анкети од релевантни агенции од сите земји членки. Веќе се познати и темите кои ќе бидат во фокусот на изборната кампања: иднината на Европа, безбедноста, економијата. Актуелниот председател на Европскиот парламент Антонио Тајани вели дека е загрижен за насоката во која се движат случувањата во повеќе земји од Унијата, но додава дека ќе се кандидира и на овие избори. Токму проблемите за кои зборува Тајани, но и другите европски челници, се основите на визијата на председателот на Франција Емануел Макрон за европската ренесанса. Неговиот план за реформирање на Унијата, представен неделава, ќе служи и како манифест на неговата партија за настапот на европските избори. Главните поенти на Макрон се поделени во 3 области: одбрана на слободата, заштита на континентот и повторно откривање на духот на напредокот. Планот на Макрон содржи предлози за создавање нови тела и агенции кои ќе ја штитат слободата на изразување и ќе забрануваат финансирање на политички партии од странство, зајакнување на граничната контрола во Шенген зоната, како изголемување на буџетот за одбраната, што ќе ја намали несигурноста на европските граѓани, како и економски реформи за поголем прогрес. Слобода, заштита, напредок. Ние мораме да ги градиме овие столбови како европска ренесанса. Не можеме да дозволиме националистите, без решение, да го искористат гневот на народите. Не можеме да бидеме неми наблюдувачи во омекнатата Европа. Не можеме да и се препуштиме на рутината и на мантрата. Европскиот хуманизам подразбира акција и на секаде граѓаните бараат да учествуваат во промени. Членките ги поздравија идеите на Макрон, потенцирајќи дека дел од нив веќе со години се разработуваат како идни решенија за дел од предизвиците со кои се соочува Унијата. Во Европа во тек е кампањата овој пат јас гласам насочена кон поттикнување на европските граѓани да гласаат, да ги убедат другите да гласаат и активно да се вклучат во кампањата. Целта на кампањата која води Европскиот парламент не е да каже за кого да се гласа, туку да го промовира самиот чин на гласање, чинот на ангажирање во демократските процеси и тоа да го прави преку информативен процес. Покрај кампањата за гласање, парламентот постави и платформа која има за цел да го анимира гласачкото тело. ЕУ и јас, односно што прави Европа за мене, го појаснува функционирањето на Унијата од перспектива на поединецот и неговите потреби.
Овие избори се посебни бидејќи наместо за 751, граѓаните на Европа ќе гласат за пополнување на 705 парламентарни места во новокомпонираниот Европски парламент поради излезот на Велика Британија од Европската Унија. Иако на Обединетото кралство му припаѓа 73 места, сепак бројот на пратеници е намален за 45. Останатите 27 места се поделени помеѓу 14 земји членки. Најмногу пратеници бира Германија, 96, додека најмалку Малта, 6 пратеници. Изборот на деветиот состав на Европскиот парламент е оценет како историски, не само поради Брекзитот, туку и поради големите политички и прекугранични предизвици што треба да се решаваат во Унијата. Гласањето за новите европарламентарци ќе започне на 23 и ќе заврши на 26 мај. Расположението на европските гласачи ќе се проектира на секои 2 недели пред гласањето. Новите европратеници ќе треба да седнат во Европскиот парламент и да одржат првата сесија на почетокот на јули. Од 2014 година новиот парламент го избира и новиот претседател на Европската комисија. Партиите мора да определат водечки кандидат за оваа позиција со цел граѓаните да имаат поголема вклученост во изборот на првиот човек на комисијата. Кандидат за претседател на Европската комисија на ЕПП е Манфред Вебер, лидер на Европската народна партија во Европскиот парламент од 2014 година, додека на социјалистите и демократите е Франс Тимерманс, актуелниот потпредседател на комисијата. Реформите на европската економија се во фокусот на речиси сите европски партии во предизборната кампања. Некои од нив повеќе зборуваат за економскиот раст, други се фокусираат на координирање на јавните трошења на државите, трети пак на социјалната димензија на економските политики. Но на агендата на сите партии што влегуваат во трката за место во Европскиот парламент, економските реформи се на врвот по приоритет. Воочи изборите во мај, а по објавувањето на песимистичките прогнози според кои европската економија годинава ќе порасне 1,5%, што е за 0,6% поени помалку во однос на претходната проекција, Европската комисија ги повика земјите членки да им се посветат на домашните економски проблеми. По изборите во мај ќе достави конкретни препораки за секоја членка поединечно. Заменик председателот на Комисијата за евро, Валдис Домбровскис, ги лоцираше проблемите во неколку земји од каде што потекнуваат најголемите ризици за економијата, и тоа финансиските проблеми на Италија, Грција и Кипар, неизвестноста околу излегувањето на Велика Британија од ЕУ без договор, но и Германија, која иако има буџетски простор, сепак е обвинета дека води стегната економска политика и со тоа недоволно придонесува кон растот на европската економија. Освен проблемите внатре во Унијата, Домбровски стравува и од геополитичките ризици. Yet growth is moderating and external risks are mounting. The economies of emerging markets, including China's, have been slowing down, while global trade tensions are on the rise. There are also domestic reasons. Incomplete structural reforms have held back growth in some EU countries, stopping them from fully reaping the gains of the economic growth. It's worrying that some countries with high debt levels have not used good times to build up fiscal buffers. Many unresolved structural issues continue to hamper productivity growth, and there are still many barriers to investment. And while overall Europe's financial sector is in better shape, pockets of weakness persist in the banking sectors in some EU countries. Заменик председателот на комисијата Домбровскис истакна дека Европа може да го поттикне растот со добро таргетирани инвестиции, одговорно трошење на буџетите и ефективни реформи. Well-targeted investment and growth-enhancing spending on research and development, education and innovation are indeed crucial to boost productivity. This is why we are strengthening the link between the use of EU funds for next multi-annual financial framework 2021 to 2027 and the coordination of economic policies. Our country reports identify priority areas for public and private investment in the member states, providing analytical basis for a new programming of cohesion policy funds. Sustaining reform momentum is not easy. Reforms often require strong political will to confront vested interests. They also require administrative capacity and technical know-how. За тоа колку е важна перспективата на европската економија за нашата зборува фактот што над 80% од се што продаваат македонските компании надвор од земјава завршува на европскиот пазар.
Половина од тоа во Германија, со што оваа земја е наш најголем извозен партнер. Па така проценките за растот на европската економија се клучни параметри што определуваат како ќе се движи и македонската. Домашните бизнисмени велат дека засега не се соочуваат со намалување на нарачките од нивните партнери од ЕУ. Се надевам дека и во првата половина на 2019 ќе се задржи тој тренд на зголемување на извозот, но секако се плашам заради настаните што се случуваат во Европската Унија со проблемите што ги има не само Грција, сега во последно време се најавуваат проблеми доста со Италија како една од поголемите земји, Франција, со жолтите елици, исто тоа ќе влие сигурно на економијата, а најголем удар ќе биде и Брекзит, што ќе допринесе да има помал развој во Европската Унија, со тоа што би требало, но не би сакале да се случи да се намали и нашиот извоз во Европската Унија. Но Германија секако се уште е во добар развој, а Германија е нашиот најголем партнер, каде што највеќе извезува Македонија. Со тоа се надевам дека 2019 ќе биде добра, но најавите на економистите дека ќе се случи поновно криза, секако мора да внимаваме за нашите инвестиции и за нашиот развој понатаму. Освен економските политики на Унијата во следните 5 години, новиот состав на Европскиот парламент со сигурност ќе влијае и на политиката на проширување на ЕУ. Mr. Kleinbrekov, good evening. Europe today is facing a lot of challenges in political and economic sense. Having in mind the upcoming elections, can you tell us more about the battle of ideologies that will be on the stage and political battles? What do you expect of these elections? Well, we saw it today, in fact, with President Macron in 28 different papers across Europe in all member states, publishing an essay which in some ways is a continuation of his Sorbonne speech, of a French president who is engaging, as you put it, in the battle of ideas, and he clearly positions himself as the antidote against the populists across Europe, and he's continuing by supporting a set of ideas and reform ideas that he's put forward previously and following up on them. So do you think that that will be the main battle between the progressive forces who are promoting European standards and values and the populists, as you said? That will be the main... I think that's the sort of the main fault line across our countries today is the battle of ideas between the sort of traditional school of European integration and the nationalists who have found that the nation state got short thrift in the integration agenda. Are you afraid of maybe rising the right-wing parties and the It is number clear of... that yes, it is clear that they will. The question is to what degree. So in one way, that's a good thing because Europe gets the representation it wants at this time, and it didn't have that. It will be a picture of reality. It's a picture of reality, and it's a good thing that we have a picture of reality. That, I think, is what democracy is all about. There's no idea that to suppressing something. No, I want it out there, but I want to engage with it. And so the European Parliament is a pretty good place to do that. Now, of course, the decision-making and majority-building within the European Parliament will be much harder, of course. But how dangerous this can be in aspect of European future? And do you think that maybe the result of the elections somehow will determine the path of European Union? Do you think maybe, because Mr. Macron also said that some kind of reconstruction of the Union will be needed, do you think that maybe that thesis will be? I think what we need is first of all, a reconstruction of liberalism. And liberalism meaning liberal democracy as a set of rules that include democracy and democratic voting and majority principle, but also protect minorities against the rule of the majority. That's liberal democracy, and that is under attack, and it is under attack from within. So I think I see this as a way station on a path in which European countries, and not just European countries, but also the United States, our Western civilization is going through
to sort of reconnect with its citizens and to take in a critique that we're hearing from them. Although some of the medicine that is being served by the nationalists seems rather not only outdated but even dangerous to me. And this year is politically very interesting, not only about the elections, but also because there is a Brexit process ongoing. How do you think that? How do you estimate the influence of Brexit, of the elections, and of the future of European Union? Now, Brexit, of course, is not a pretty picture. I mean, nobody can say that. First of all, the idea that the Brits are leaving, we're still shedding tears about the Brits going. We still can't believe it's really happening. It's still the idea that the Brits are leaving is somehow not acceptable to a good European. They also cannot believe, actually. Yes, for them, it's also a difficult So then the thing. second question is, what is the consequences? The first consequence is, I think the process is so messy, as governed by the British Parliament and its negotiation with the European Union, that it's not pretty to anybody and it's not an attraction to anybody. So I think we will see countries thinking twice about whether they want to leave the European Union, and if they do, they need to have a better idea about the process of what they want to achieve and how they want to achieve it. So that's the first consequence. The second consequence is for Britain itself. There will be economic consequences that I don't think anybody has thought through. And then this third set of consequences that were underestimated for the European Union itself. The European Union consequences are not just economic, but in terms of our relationship to Ireland and to the whole idea of an open and free not only market, but access of people. Because the British system, the Brits will be it's not just a country leaving us, because it's a country that has left for a reason, and we need to address the reason of why the Brits left. And those are not just ideas that the Brits have. Many in Europe have those as well. Yeah, that's what I would like to ask also, because do you think that you cannot speak about the other countries, but do you think that maybe it can somehow provoke this type of processes in other countries? And I think that's what Mr. Macron is talking about. The renaissance or rebirth will also need to constitute of the fact that you can't just say that all the people who in Poland, in Hungary, in my country are voting nationalist, that you can't ignore them. You can't ignore the ideas that the critique that they're bringing forward, and some of the critique has a reason. So while I don't subscribe to the answers that the nationalists give, the normal European political center will need to address some of the security issues, some of the control issues, some of the integration issues, some of the migration issues. All of that, it needs to be on the agenda of Europe. It looks like a really responsible approach you are advocating. And you're coming from Berlin, and when we're talking about the European Union and when we mention Germany, we usually think about one of the pillar countries. And how do you see the position of Germany vis-a-vis European Union? I mean, for Germany, the European Union is indispensable. It's part of the integration project of getting post-war Germany back on track, back into to be a respected country. So integration, whether that be into NATO or whether it be into the United Nations or whether it be into the EU, integration of Germany has been the main goal of policy. I would say Germany today in Europe is the ultimate status quo power. It doesn't want a revision, it doesn't want a revolution, it wants to retain the system. And therefore it needs to work. Now you can say it hasn't done so well in the last couple of years or has done well, depends on your opinion on it. But as a strategic position, I think Germany will remain to be a key Europeanist country. In the end, I'm just going to ask you about the Balkans, because this year we have good news from Balkan areas for change. The name deal with Greece and North Macedonia. And how do you estimate this agreement, and how do you think that these events are going to influence, to have an influence in the European Union?
Now, we've had so many bad news in the last few years of different crises percolating throughout the world that when you think of doing a threat assessment, you see more threats than positive elements. The resolution of the name issue clearly is one of the positive elements. I'm looking at what can the resolution of this issue have for positive knock-on effect. The first positive knock-on effect, of course, is the path to NATO is clear. The second is what can it do regionally? Can it be exemplary for other We have regional open issues still. Yeah, there's open issues. Can it help to get regional issues on track? And the third one is, can it help to have to move forward the EU accession agenda? Those are the three baskets, I would say, on positive knock-on effects. Со 23 гласа за и 11 против, Комитетот за транспорт и туризам при Европскиот парламент го поддржа предлогот на Европската комисија, поднесен уште во септември 2018 година, за укинување на сезонските промени на сметање на времето, но го одложи почетокот од 2019 за 2021 година. Имено, Комитетот за транспорт и туризам предлага поместувањето на стрелките на часовникот последната недела во март 2021 да биде последно за државите членки на Европската Унија кои одлучиле постојано да имаат летно сметање на време. Државите членки пак кои преферираат да го задржат нивното стандардно сметање на време, познато како зимско сметање на времето, може да ги сменат стрелките на часовникот за последен пат последната недела во октомври 2021 година. Предлогот нема да влие на државите членки на Европската Унија при нивниот избор на стандардно сметање на времето. Државите членки на Европската Унија го задржуваат и правото да решат околу временската зона во која сакаат да бидат. Стапка на невработеност на најниско ниво од глобалната финансиска криза во 2008 година е регистрирана во еврозоната во јануари оваа година, покажуваат податоците на Европската статистичка агенција. Стапката на невработеност изнесува 7,8%, односно кај 19 членки на еврозоната. Вкупниот број на граѓани кои се без вработување изнесува 12,85 милиони. Стапката на невработеност пак во Европската Унија во јануари 2019 година изнесува 6,5% и е на најниско ниво во однос на јануари 2000 година, од кога се бележи месечната стапка на невработеност. Меѓу државите членки на Европската Унија, најниска стапка на невработеност во јануари 2019 година е регистрирана во Чешка 2,1% и Германија 3,2%, а највисока во Грција 18,5%, Шпанија 14,1% и Италија 10,5%. Кога се работи за младите под 25 години, податоците покажуваат дека 3,4 милиони млади во Европската Унија се невработени. Неплаќањето на патарини во Европската Унија наскоро може да стане работа на минатото. Советот на Европската Унија оваа недела изгласа воспоставување нов систем за размена на информации, благодарение на кој националните авторитети на државите членки ќе може меѓусебно да пристапат до националните податоци од регистарот на возила, за да се идентификуваат собствениците на возила за кои не е платен надоместокот за користење на патиштата. Благодарејќи на новите правила, системите за електронска наплата на патарина ќе станат интероперабилни, а со тоа и трошковно поефикасни и едноставни за употреба. Со нив ќе се отстранат административните пречки, како што се сложените постапки за одобрување и локалните нестандардизирани технички спецификации. Надавателите на услуги за електронска наплата на патарина ќе им се овозможи полесен пристап на пазарот за наплата на патарина. Новиот систем е дел од ажурираните правила за електронска наплата на патарина, кои ги усвои Советот на Европската Унија, откако во ноември минатата година беше постигнат привремен договор со Европскиот парламент и кои беа изгласани во февруари 2019 година во парламентот. Секоја година околу 3,4 милиони тони стари автомобилски гуми се отстрануваат од употреба. Најмногу се фрлаат или се носат во депонија, што е во директна спротивност со правилата на Европската Унија за забрана на депонирање на цели или исечкани гуми. Од друга страна, бучавата се оценува како еден од главните проблеми на животната средина, а сообраќајот е еден од основните извори на бучава.
Истражувачки тим од еден факултет и 2 компании од Хрватска развија иновативен производ, чија главна цел е решавање на 2 големи проблеми за животната средина, и тоа намалувањето на бучавата и управувањето со отпадот на стари гуми. Имено, тие имаат развиено еколошка, високо абсорбирачка бетонска бариера со рециклирана гума за заштита од буча. Со помош на фондови од ЕУ, парчиња од стари гуми се трансформираат во гранули, од кои потоа се прават звучни бариери, кои се користат покрај автопатишта, главни патишта или железници. Например, за бариера долга 1 километар, 3 метри висока, се користат 65,5 тони на гранули од гума, добиени со рециклирање на 7800 стари гуми. Како дел од проектот, бариерите од рециклирани гуми се користени за звучна заштита по должината на автопатот Риека-Загреб во Хрватска. Инаку во основа производот е составен од апсорбирачки и носечки слој. Апсорбирачкиот слој се состои од рециклирана гума и бетон. 40% од апсорбирачкиот слој се гранули од гума, добиени со рециклирање на стари автомобилски гуми. Буџетот на проектот изнесувал 1,1 милион евра, од кои 50% биле поддршка од фондови од Европската Унија. По реакцијата на ВМРО-ДПМН на Законот за спречување и заштита од дискриминација, во која опозицијската пратеничка група прашува дали ќе се укинат термините мајка и татко и дали следно е воведување на терминологија родител А и родител Б. Дел од медиумите пренесоа дека ваквата терминологија е веќе завршена работа. Нема веќе мајка и татко, туку родител А и родител Б. Опозицијата бесна на новиот предлог на Заев и Царовска е само еден од насловите кои сугерираат дека ваквата измена е дел од новото законско решение. На обвинувањата на опозицијата, но и на медиумските пишувања, реагира од Министерството за труд и социјална политика. Оттаму наведуваат дека во никој случај не се бришат термините мајка и татко. Бракот како заедница помеѓу маж и жена е уреден со Законот за семејство, а не со Законот за спречување дискриминација, и родителите се именуваат како татко и мајка, велат од Труд и социјала. Агенда 35 ќе продолжи да ги следи настаните поврзани со европските избори. А вие следете на тука секоја недела во 20 часот и 15 минути. Не заборавајте да не следите на нашите официјални Инстаграм и Фейсбук профиле. Се гледаме!